Финишираше последното 20-то коло од фудбалската училишна лига на општина Карпош. По претходно изедначеното бодовно салдо на врвот од табелата, основците од Аврам Писевски со 46 бодови го освоија првото место и воедно се промовираа во нови шампиони за училишната 2015-2016 година. Второто место го освои учениците од Вера Циревири Трена, а учениците од Братство ја обезбедија бронзата со конечни 37 бодови на табелата. Денес завршивме со фудбалската лига на основните училишта во општина Карпош и пак докажавме дека општината Карпош е лидер во организација на сите овие спортски лиги помеѓу училиштата. Ги научуваме сите млади деца, сите ученици во нашата општина да се занимаваат со спорт, да продолжат понатаму со успеси. Тоа го докажавме и на државно ниво и на градско ниво. Нашите училишта освоија во повеќе спортови први места во различни спортски дисциплини. Се надеваме дека ова ќе остане тренд, ќе продолжиме вака и нашите млади генерации ќе растат во здрав дух. Јас сум Арби Воша, имам 14 години, учам во училиштето Братство и многу сум заблагодарен за оваа лига, исто и што земав за најталентиран играч и се заблагодарувам на наставничката Татјана Трпезановска. Јас сум Николај Мелев, имам 14 години, тренирам фудбал 7 години, учам во училиштето Вера Циревири Трена. Бев задоволен од играта. Можевме подобро, но сепак имавме среќа. Освоивме второ место. Јас сум Кирил Петрески. Многу ме чест што учествував на оваа фудбалска школска лига. Освоив за најдобар голман. Доаѓам од школата Вера Циревири Трена, го освоивме второто место заедно со целата екипа. Голема благодарност до директорката, со учениците и нашите наставници. Марио Геовски од Вера Циревири Трена, 13 години. Чест ми беше да земам за најдобар стрелец и играта беше тимска многу. Можевме да земеме прво место, али немавме многу среќа и со второ сме задоволни. Во оваа пригода им беа врачени дипломите, медалите и победничките пехари на фудбалерите од трите најдобро пласирани екипи. Општина Карпош за најдобрата фудбалска четворка обезбеди 8-месечна спортска стипендија, еднократна парична поддршка и наградно патување во Тиват.